За единството на црквата, Свети Кипријан Картагински. Кога Господ не говори за наша pouка, вие сте солта на земјата. Евангелие по Матеј 5 глава 13 стих. Кога Он ни заповеда при незлобивоста да бидеме и прости, а со простотата да ја соединуваме и мудроста, спореди со Евангелие по Матеј 10 глава 16 стих. Тогаш зарем не ни приличи нам, возлюбени браќа, да ги предчувствуваме замките на лукавиот непријател со срдечна грижливост и внимателност да ги разпознаваме и одбегнуваме, па облекувајќи се во Христа, премудроста на Бог Отец, да не се покажеме неразумни во зачувувањето на нашето спасение. И така, должни сме да се плашиме не само од гонењата, кои со отворени напади се засилуваат да ги поразат и уништат Божите чеда, зашто полесно е да се чуваме од онаа опасност која е очигледна и духот навреме се подготвува за борба кога непријателот самиот се објавува. Но многу повеќе должни сме да се плашиме и чуваме од непријателот во оние случаи кога тој тајно се подкрадува, кога соблазнувајќи со лик на мир, незабележително по тајни премини ползи, според што го добил и името Лазач или Змија. Такво е неговото исконско лукавство. Такво е неговото скриено и лукаво лицемерство во соблазнувањето на луѓето. Така тој ги соблазнил уште во почетокот на светот, возбудувајќи ги со ласкаво лажни зборови невнимателните и лесноверни прости души. Тој исто така се обидел да го искушува и самиот Господ, па заради тоа пристапил тајно, за да нападне од ненадеж и да соблазнува. Сепак бил дознаен и отфрлен, а отфрлен бил затоа што бил препознат и откриен. Со тоа ни е даден пример, да го избегнуваме патот на стариот човек и неотстапно да одиме по стапките на Христа животодавецот, за повторно по невнимателност да не паднеме во смртните мрежи, туку со предчувство кон опасноста да достигнеме бесмртност. Но како ќе достигнеме бесмртност ако не ги запазуваме Христовите заповеди со кои се поразува и победува смртта? Господ за наша pouка говори: ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Евангелие по Матеј 19 глава 17 стих. И повторно: ако го вршите она што ви заповедам јас, не ве нарекувам веќе слуги, туку пријатели. Евангелие по Јован 15 глава 14 и 15 стих. Он таквите уште ги нарекува мажествени и столбови втемелени на цврст камен, заградени со непоколеблива и неразорлива ограда против сите бури и светски бранувања. Секој, говори Христос, што ги слуша и исполнува овие мои зборови, ќе биде како благоразумен маж кој си направил куќа на камен. И заврна дожд и надојдоа реки, и дувнаа ветрови и навалија на таа куќа, но таа не падна оти беше изградена на камен. Евангелие по Матеј 7 глава 24 и 25 стих. И така ние сме должни да ги чуваме неговите зборови. Должни сме да се поучуваме од она и да го правиме она кое он не поучуваше и он го правеше. Па како може да се нарече верен во Христа оној кој не го исполнува она кое не е заповедано од Христа? Или како ќе ги стекне наградите од верата оној кој не сака да ја сочува верата во заповедите? По неопходност, таквиот ќе почне да се колеба, да се ниша и повлечен од духот на заблудата ќе биде разнесуван како прашина, дуван од ветрот, па не држејќи се до вистинскиот спасителен пат, нема да достигне спасение. Потребно е да бидеме внимателни, возлюбени браќа, не само од јавната и очигледна измама, туку и од онаа која е прикриена со продзирно лукавство и итрина. А потоа, бидејќи непријателот е обезоружен и отфрлен со Христовото доаѓање, преку кој дојде светлина на јазичниците и засвети спасителната светлина за блаженство на луѓето, така што појасно започнаа да ја слушаат духовната благодат. Слепите ги отворија своите очи кон Бога,
немоćните стекнаа вечно исцеление, хромите брзо влегоа во црквата, немите почнаа гласно да ги произнесуваат своите молитви. Откако ги видел идолите и нивните живеалишта дека се напуштени и опустошени, бидејќи многумина поверуваа во Бога, тогаш во што се состои продзирното лукавство и итрина, ако не во непријателска досетливост за нови измами, па преку самото име на христијаните да ги соблазнува невнимателните. Непријателот ги избрал ересите и расколите, за да ја омаловажи верата, да ја искривоколчи вистината, да го раскине единството. Ако слепите не може да ги задржи да одат по стариот пат, тогаш ги води во заблуди и ги соблазнува и измамува на друг начин. Ги занесува луѓето од самата црква и кога тие веќе се приближуваат кон светлината и се избавуваат од темнината на овој век, повторно расширува над нив нова темнина, непозната за нив, така што тие, не придржувајќи се до Евангелието и не пазејќи на законот, иако се нарекуваат христијани, и понатаму талкаат во темнина, велејќи дека одат во светлина. Таквите лажни стапици на сатаната, кој според зборовите на апостолот се преобразува во ангел на светлината. Второ послание до Коринтијаните, 11 глава, 14 стих. Па на своите слуги им вдахнува дека се слуги на правдата, иако тие спознаваат ноќта наместо денот, погибелта наместо спасението, го кријат очејанието под покрив на надеж, вероломството под предлог на вера, антихристот по име на Христос и криејќи ја лагата под име на праведност со продзирно лукавство ја уништуваат вистината. А сето ова, возлюбени браќа, се случува заради тоа што не се обраќаат кон почетокот на вистината, не ја бараат главата, не го запазуваат учењето на небесниот учител. Тука нема потреба во опширни расудувања и докажувања. Потребно е само да се проникне во делото и да се проучува, па тогаш лесно ќе се увериме во тоа и во кусото изложување на вистината. Господ на Петар му вели: а јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата ќе биде разврзано и на небесата. Евангелие по Матеј 16 глава 18 и 19 стих. И повторно по своето воскресение он му вели: паси ги овците мои. Евангелие по Јован 21 глава 16 стих. На таков начин он ја основа својата црква на едно. Иако по своето воскресение он на апостолите им дава подеднаква власт, велејќи им: како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. Примете Дух Свети. На кој ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кој ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Евангелие по Јован 20 глава 21 до 23 стих. Сепак, за да го покаже единството на црквата, нему му било угодно преку еден да го истакне тоа единство. Конечно и останатите апостоли биле она што бил и апостолот Петар и имале исто достоинство и власт со него, но во почетокот се потенцира на еден, заради означување на едната црква. Таа една црква ни ја покажува и Светиот Дух во песна над песните, говорејќи од Господовото лице. Но единствена е таа, гулабицата моја, совршената моја, единствена е таа на мајка си, избрана кај родителката своја. Песна над песните, 6 глава 9 стих. Можно ли е да му се зборува на оној кој не се придржува на тоа единство, дека ја чува верата? Можно ли е да се надеваме на оној кој се противи и наети на црквата, дека таквиот се наоѓа во црквата кога блажениот апостол Павле, размислувајќи на таа тема и покажувајќи ја тајната на единството, говори: едно тело сте и еден дух, како што сте повикани кон една надеж на вашето звање. Еден е Господ, една е верата, едно е крштевањето, еден е Бог и Отец на сите. Послание до Ефесијаните 4 глава, 4 до 6 стих. Токму тоа единство треба силно да го подржуваме и штитиме,
а особено епископите кои председаваат во црквата, за да покажат дека и самото епископство е едно и неразделно. Никој нека не ги соблазнува браќата со лаги. Никој нека не ги подкопува вистините на верата со вероломни измени. Епископството е едно и секој од епископите целосно учествува во него. Така и црквата е една, иако со прирас на верните и со ширење, таа се дели на множества. Ете и во сонцето има многу зраци, но светлината е една. Има многу гранки на дрвото, но стеблото е едно и цврсто се држи на коренот. Многу потоци истекуваат од еден извор, и истекот кој настанува од изобилството на вода представува многобројност, сепак при самиот извор сочувано е единството. Отцепи ги сончевите зраци од нивниот почеток, единството, тогаш нема да постои несветлината. Скрши ја гранката од дрвото, таа ќе ја загуби способноста да расте. Одвој го потокот од неговиот извор и тој ќе пресуши. Исто така и црквата, која е озарена со Господовата светлина, по целиот свет ги расширува своите зраци, но светлината која се разлива насекаде е една и единството на телото останува неразделно. По целата земја таа ги расширува своите гранки, кои се исполнети со плодови, и изобилни потоци течат на далечни страни. Сепак, при сето тоа, главата останува една. Еден е и почетокот, една е мајката, која е пребогата со плодотворби. Од неа ние се раѓаме, се храниме со незиното млеко, живееме со незиниот дух. Христовата невеста не може да биде изобличена, таа е чиста и нераспадлива, знае за еден дом и целомудрено ја чува светоста на единствената постела. Таа не чува нас заради Бога, ги подготвува за царството родените од неа. Секој кој се одделува од црквата, се присоединува кон жена блудница и постанува туѓ за ветувањата на црквата. Оној кој ја остава Христовата црква, се лишува од наградите, подготвени од Христа. Таквиот за неа туѓ, непотребен и неизин непријател. Не може да го има Бог за отец оној која нема црквата за мајка. Секој кој се наоѓа надвор од црквата може да се спаси онолку колку што можеле да се спасат оние кои биле надвор од Ноевиот ковчег. Господ вака говори за наша поука. Кој не е со мене, против мене е. И кој не собира со мене, тој растура. Евангелие по Матеј 12 глава 30 стих. Разурнувачот на Христовиот мир и согласност секогаш действува против Христа. Оние кои се собираат на друго место, а не во црквата, ја растураат Христовата црква. Господ говори: Јас и Отецот едно сме. Евангелие по Јован 10 глава 30 стих. И повторно за Отецот, Синот и Светиот Дух е напишано: И троица се едно. Прво послание на Јован 5 глава 7 стих. Тогаш, зар може некој да рече дека тоа единство, кое е засновано на божествената неизменливост и кое е соединето со небесните тајни, може да биде нарушено во црквата и раздробено од богоборните желби? Не, зашто оној кој не го чува таквото единство, тој не го запазува ниту Божиот закон, не ја запазува ниту верата во Отецот и Синот и не се придржува до вистинскиот пат кон спасението. Таа тајна на единство, тој нераскинлив сојуз на согласност е најгласен во евангелското предание за хитонот на Господа Исуса Христа. Хитонот не бил разделен и раскинат, но му припаднал целосно на еден, кој го добил со жреб, па припаднал во собственост, нерасипан и неразделен. Божественото писмо за тоа го говори следното: Хитонот пак не беше шиен, туку искаен од озгора па додолу. Тогаш си рекоа: да не го расипуваме, но да фрлиме за него жреб. Евангелие по Јован 19 глава 23 и 24 стих. Тој имал единство од озгора, кој произлегува од небото, од Отецот, па затоа не можел да биде раскинат од оној кој го добил во наследство, туку целосно и за секогаш го задржал својот силен и неразделив сојуз. Затоа никој кој разделува Христовата црква
не може да ја поседува Христовата одежда. Напротив, кога по смртта на Соломон неговото царство и народот биле должни да се разделат, тогаш пророкот Ахи, среќавајќи се во полето со царот Јеровоам, ја раскинал својата облека на 12 делови и рекол: Земи си 10 делови, зашто така вели Господ, Бог Израелев. Ете, го истргнувам царството од раката на Соломона и 10 племиња ти давам тебе, а 2 племиња ке му останат нему заради мојот слуга Давида и заради градот Ерусалим, што го избрав за да остане за секогаш таму името мое. Трета книга Царства, 11 глава, 31 до 32 и 36 стих. И така, кога 12 Израелеви колена биле должни да се разделат, тогаш пророкот Ахи ја раскина својата облека. Но бидејќи Христовиот народ не е должен да се разделува, тогаш и Христовиот хитон, поврзано исткај насекаде, не бил раскинат од оние кои владееле со него. Со своето силно и нераскинливо единство, тој не подсетува на нераскинливото единство меѓу нас, кои сме облечени во Христа. На таков начин, со таинствениот знак на својата облека, Господ го предскажал единството на црквата. Кој е толку нечестив и вероломен, кој е толку многу заразен со страст на расколи, та мисли дека е возможно или пак се обидува да го раскине Божјото единство, облеката Господова, Христовата црква. Самиот Господ во своето Евангелие ни напоменува и не поучува говорејќи: и ќе биде едно стадо и еден пастир. Евангелие по Јован, 10 глава, 16 стих. Кој може да рече дека на едно место можат да бидат или многу пастири или многу стада? Апостол Павле, упатувајќи не кон самото единство, не замолува и не советува говорејќи: Браќа, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите вие да зборувате едно и исто, и помеѓу вас да нема делење, туку да бидете соединети во еден дух и во една мисла. Второ послание до Коринтијаните, 1 глава, 10 стих. И на друго место тој говори: поднесувајќи се еден друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. Послание до Ефесијаните, 4 глава, 2 и 3 стих. А ти велиш дека можно е да се живее и пребива оддалечен од црквата, градејќи за себе други различни живеалишта. Но на Раав, која е праслика на црквата, и било речено: прибери ги во куќата кај себе таткото твој, мајката твоја и браќата твои и целиот татков дом. И ако некој излезе надвор од вратата на твојата куќа, самиот нека си биде виновен. Книга на Исус Навин, 2 глава, 18 и 19 стих. И наредбите во законот произнесен во книгата излез во однос на тајната Пасха. Заповедале јагнето кое е праслика на Христа да биде изедено во еден дом. Бог вака говори: во една куќа треба да јадете и не изнесувајте надвор од куќата. Втора книга Мојсеева, 12 глава, 46 стих. Христовото тело, Господовата светиња, не може да биде изнесувана надвор од домот, а за верните и не постои друг дом, освен единствената црква. Тој дом, тоа живеалиште во едномислие Светиот Дух, го потенцира во псалмите, говорејќи: Бог има вселува едномислие во домовите. Псалм 67, 6 стих. И така, едномислието, согласноста и простосрдечноста живеат и пребиваат само во Божиот дом, во Христовата црква. Заради тоа и Светиот Дух се јавил во вид на гулаб. Тоа миловидно и кротко животно, без горчлива злоба, без никакви навреди, кое не знае свирепо да раскинува со своите ногти, ги љуби човечките живеалишта и го познава само своето собствено гнездо. Во периодот кога имаат малечки, тие заедно ги изведуваат гулабчињата. Кога летаат, тие не се разделуваат еден од друг, животот го поменуваат во заедничко сожителство. Со целив сведочат за својата согласност и мир. Во сего запазуваат законот на едномислие. Затоа и во црквата потребно е да има таква простосрдечност. Потребно е да се достигнува таква љубов.
Братолюбието потребно е да се огледа на гулабите, а во кротоста и тишината да се споредуваме со јагнињата и овците. Што може да се создаде во срцето на христијанинот од волчјото зверство, од кучешкиот бес, од смртоносното змиско каснување и воопшто од крвожедниот зверски гнев? Затоа потребно е и да се радуваме кога таквите луѓе се оделуваат од црквата, зашто тогаш нема да можат со својата свирепа и отровна зараза да ги погубуваат Христовите гулаби и овци. Не може да бидат соединувани и мешани горчливото со сладкото, темнината со светлината, сушата со дождовите, војната со мирот, безплодноста со плодородноста, безводните реки со изобилните извори, бурата со тишината. Никој нека не зборува дека добрите луѓе можат да се отцепат од црквата. Ветрот не ја развејува пченицата и бурата не ги корне дрвата кои имаат цврст корен. Само пустиот плевел е разнесуван од ветрот, само слабите дрва паѓаат од разбеснетата бура. Апостол Јован нив ги предава на проклетство и ги поразува, говорејќи: тие излегоа од нас, но не беа наши, бидејќи ако беа наши, ќе останеа со нас. Прво послание по Јован, 2 глава, 19 стих. Ересите најчесто излегувале и излегуваат од тоа што тврдоглавиот ум во себе нема мир и сејќи раздор на вероломство не се придржува до единството. Господ, чувајќи ја нашата слободна волја, допушта искушение во нашите срца и мисли во надпревар со вистината, за во светот да се јави чистата вера на достојните. Затоа предвестува Светиот Дух преку апостолот говорејќи: а потребно е меѓу вас да има и раздори, за да се истакнат подостојните меѓу вас. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава, 19 стих. Така се испитуваат верните и се објавуваат вероломните. Така уште пред судниот ден се оделуваат душите на праведните од неправедните и плевелот се оделува од пченицата. Се оделуваат оние кои без Божја заповед само волно постануваат началници над безумната толпа, без законско посветување се прогласуваат самите заводачи кои го присвојуваат за себе името епископи и тогаш кога никој не им дава епископство. Светиот Дух во псалмите нив ги нарекува друштво на разбойници. Псалм 1, 1 стих. Гнојни рани и зарази за верата. Луѓе кои заведуваат со посредство на змиски усти, кои се искусни во превртување на вистината, имаат погубителен јазик кој плука смртоносен отров. Луѓе кои словото го расшируваат како рак. Спореди со второ послание до Тимотеј, 2 глава, 17 стих. И нивната беседа всадува смртна зараза во срцето на секој кој ги слуша. Против нив повикува Господ, од нив го воздржува и отстранува својот народ, за да не биде заблуден, говорејќи: немојте да ги слушате зборовите на пророците кои ви пророкуваат. Тие ве лажат, кажуваат измислене работи од срцето свое, а не она што доаѓа од устата Господова. Тие постојано им зборуваат на оние кои не ме почитуваат. Господ рече: мир ке имате. И на секој кој се управува според тврдокорноста на срцето свое велат: зло нема да ве снајде. Јас не ги праќам тие пророци, а самите се беа растрчале. Јас не им зборував, а тие пророкуваа. Да беа стоеле во советот мој, тие ќе ги објавија на мојот народ зборовите мои и ќе ги отклонеа од нивниот лош пат и од нивните лоши дела. Книга Јеремија, 23 глава, 16 и 17 стих, 21 и 22 стих. Нив ги опишува и ги нагласува Господ говорејќи: мене, изворот на жива вода, ме оставија и се ископаа извори издупчени кои не можат да држат вода. Книга Јеремија, 2 глава, 13 стих. Знаеме дека освен едното не може да има друго крштение, па сепак тие велат дека можат да крштеваат. Оставајќи го изворот на животот, тие ветуваат благодат преку животворна и спасителна вода. А таму не се очистуваат луѓето, туку уште повеќе се осквернуваат. Гревовите не се очистуваат, а само се удвојуваат. Таквото раѓање не произведува Божи чеда, туку ѓаволски.
Родените од лага не можат да се удостојат заветувањата на вистината. Родените од вероломство ја губат благодата на верата. Оние кои го нарушуваат Господовиот мир со разбеснети раздори не можат да ги достигнат наградите на мирот. Никој нека не се соблазнува самиот себе со зборовите искажани од Господа. Каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас посреде нив. Евангелие по Матеј, 18 глава, 20 стих. Изопачувачите на Евангелието и лажните толкувачи ги цитираат овие зборови, но тие зборови се следни, а предходните тие намерно ги пропуштаат, напоменувајќи за едниот дел, а за другиот лукаво молчат. И како што самите се отцепиле од црквата, така ја отцепуваат и целината на ова цитирано место. Господ, советувајќи ги своите ученици да го чуваат едномислието и мирот меѓу себе, им говори: Пак ви велам, ако двајца од вас се согласат на земјата да помолат нешто, што и да било, ќе им биде дадено од мојот Отец Небесен. Зашто каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас посреде нив. Евангелие по Матеј, 18 глава, 19 и 20 стих. А со ова се докажува дека мноштвото не се состои во многобројноста, туку во едномислието на оние кои се молат. Ако двајца од вас се согласат на земјата, говори он. На таков начин Господ најпрво им заповедал да бидат во еднодушност, укажал на согласноста и ги научил верно и одлучно да бидат согласни меѓу себе. Како можеме да се согласиме со било кој, ако тој не е во согласност со самото тело на црквата и со сето братство? Како може да се собираат во Христово име двајца или тројца, за кои е познато дека тие се одделиле од Христа и од Неговото Евангелие? Па ние не сме заминале од нив, туку тие од нас. А потоа преку нивните организирани собранија од кои произлегуваат ереси и расколи, тие ја напуштаат главата и темелот на вистината. А Господ говори за својата црква. Им говори на оние кои се наоѓаат во црквата дека ако тие бидат согласни сообразно со неговите заповеди и поуки, па ако се соберат двајца или тројца, иако еднодушно се помолат, тогаш без оглед на тоа што се двајца или тројца, тие можат да го добијат од Бога она што го просат. Каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас посреде нив. Односно, меѓу простодушните и мирољубивите, кои имаат страв Божи и ги пазат неговите заповеди. Меѓу такви он вети да биде подобно на тоа како он бил меѓу трите момчиња во огнената печка и среде пламенот кој ги обкружувал, он го охрабрил нивниот дух со небесна роса, зашто тие биле верни на Бога и еднодушни меѓу себе. Книга Даниел, 3 глава, 50 стих. Подобно на тоа како он се наоѓал со двајца апостоли, заклучени во затворот, па бидејќи тие биле простодушни и еднодушни, им ги отворил затворските врати и ги извел оттаму, за да им ги предаваат на народот оние зборови кои верно ги проповедале. Дела на светите апостоли, 5 глава, 19 стих. И така кога Господ во своите заповеди мисли и говори: Каде се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас посреде нив. Он, кој ја создал и втемелил црквата со овие зборови, не ги одделува луѓето од црквата, туку ги изобличува паднатите од верата и ги советува верните кон мир, покажувајќи со своите зборови дека он со задоволство е меѓу двајца или тројца, кои еднодушно се молат, отколку со многумина кои се разномислени, како и тоа дека многу повеќе може да биде испросено од Господа она кој го бараат малкумина, но еднодушно, отколку многумина, но без согласност. Затоа, пропишувајќи го законот на молитвата, он додал: И кога стоите на молитва, проштавајте, ако имате нешто против некого, па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. Евангелие по Марко, 11 глава, 25 стих. Не му се дозволува да пристапи кон жртвопринесување на оној кој е во кавга со некого, се додека не се измири со својот брат, па тогаш откако ќе се врати со мир, може да принесе дар на Бога. Евангелие по Матеј,
5 глава, 23 и 24 стих. Бог не погледнал на жртвата од Каин, зашто не може да ја привлече Божјата милост врз себе оној кој заради завист и кавга нема мир со својот брат. Каков мир ветуваат за себе непријателите на браќата? Каква жртва тие велат дека ќе принесат кога им завидуваат на свештениците? Зарем е можно тие да тврдат дека и Христос е со нив кога тие се собираат надвор од Христовата црква? Таквите дури и смрт да претрпат за исповедање на Христовото име, нивната дамка ниту со крвта нема да може да се измие. Неизбришливата и тешка вина на расколот не се очистува ниту со страдањата. Не може да бидат маченици ако се наоѓаат надвор од црквата. Не може да се достигне царството ако се остави црквата, на која е дадена власт да царствува. Христос нам ни дарил мир. Он ни заповедал да бидеме согласни и еднодушни. Ни заповедал неразрушливо и цврсто да го чуваме сојузот на поврзаност и љубов, па кој не ја сочувал братската љубов, тој не може да биде маченик. Така учи и тоа го потврдува и апостолот Павле, говорејќи: да имам и така силна вера, што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина, љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се срди, не мисли зло, на неправда не се радува, а на вистина се радува, се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Прво послание до Коринтијаните, 13 глава, 2 и 5 стих и 7 и 8 стих. Љубовта значи никогаш не престанува. Таа за секогаш останува во Царството Небесно. Вечно ќе биде таму за да продолжи во единството на братскиот сојуз. Расколот не може да се удостои за Небесното Царство и за награди од Христа, кој рекол: ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Евангелие по Јован, 15 глава, 12 стих. Не може да припаѓа на Христа оној кој со вероломна несогласност ја нарушува Христовата љубов, зашто кој нема љубов и Бога го нема. Блажениот апостол говори: Бог е љубов и оној кој пребива во љубовта пребива во Бога и Бог во него. Прво послание на Јован, 4 глава, 16 стих. И така не може да пребиваат со Бога оние кои не сакаат да бидат еднодушни во црквата Божја, иако тие предадени би изгореле и во пламен и оган, или пак го испуштиле својот дух фрлени како храна за ѕверовите. Сепак, сето тоа не може за нив да биде венец на верата, туку ќе биде казна за вероломството. Нема да биде славен крај на благочестивиот подвиг, туку излез од очајанието. Подобниот на нив може да биде и убиен, но никогаш не може да биде овенчан. Такви од себе си лажно се нарекува христијанин, како што и ѓаволот честопати лажно се нарекува Христос, според зборовите на самиот Господ. Мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи дека јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Евангелие по Марко, 13 глава, 6 стих. Како што ѓаволот не е Христос, иако се прикрива со неговото име, така и христијани не може да биде оној кој не пребива во вистината на Христовото Евангелие и неговата вера. И на крај, дури и да прави дела достојни за восхитување, да пророкува, бесови да изгонува и да прави големи чуда на земјата, сепак нема да го достигне Царството Небесно, ако неговите нозе не одат по вистинскиот пат. Господ, известувајќи не за тоа, говори: мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не во Твое име ли пророкувавме? И зар во Твое име бесови не изгонувавме? И не во Твое ли име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие што правите незаконски дела. Евангелие по Матеј, 7 глава, 22 и 23 стих.
Потребна е правда за да бидеме удостоени за благоволение при судијата Бог. Потребно е да се покоруваме на Неговите заповеди и поуки, за да бидат наградени нашите заслуги. Господ, потенцирајќи го во Евангелието накусо патот на нашата вера и надеж, говори: Господ Бог наш е еден Господ. Затоа возлюби го Господа твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум и со сета своја сила. Тоа е првата заповед, а втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепа целиот закон и пророците. Евангелие по Марко, 12 глава, 29 и 31 стих и Евангелие по Матеј, 22 глава, 37 до 40 стих. Во ова свое учење он ни го предал единството заедно со љубовта. Во две заповеди ги заклучи законот и сите пророци. Какво единство запазува, каква љубов чува или за каква љубов помислува оној кој предавајќи се на нагонот за раскол, ја расцепува црквата, ја разурнува верата, го возмутува мирот, ја искоренува љубовта и ја осквернува тајната. Уште одамна, возлюбени браќа, тоа зло е започнато. Но опустошителното дејство на тоа погубително зло денес е во пораст и отровната погубност на еретичките разврати и расколи се повеќе и повеќе се пројавува и расширува. Впрочем, Светиот Дух преку апостолите предскажал што мора да се случи при крајот на векот. Во последните денови, говори он, ќе настанат времиња тешки, зашто луѓето ќе станат саможиви, сребролюбци, самофалци, горди, хулители, непокорни спрема родителите, неблагодарни, неправедни, недружелюбиви, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени повеќе сластолюбци отколку боголюбци, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. И од нив одвратувај се. Кон нив припаѓаат и оние што се завлекуваат по куќите и измамуваат жени, што се претоварени со гревови и обземени од разни похоти, жени кои секогаш се учат и никогаш не можат да дојдат до познавањето на вистината. Па како што Јани и Јамври му се противеа на Мојсија, така и тие се противат на вистината, бидејќи се луѓе со изопачен ум, неискусни во верата. Но нема да успеат повеќе, зашто безумието нивно ќе се открие пред сите, како и на оние двајца. Прво послание на Тимотеј, 3 глава, 1 до 9 стих. Предскажаното се исполнува и со приближувањето на крајот на векот веќе се јавуваат такви луѓе и настануваат такви времења. При зголемувањето на непријателската свирепост, заблудите почнуваат да соблазнуваат, безредијата избувнуваат, зависта се распламтува, похотта заслепува, нечесноста развратува, гордоста се издига, несогласноста ожесточува, гневот погубува. Но не смее да се поколебува и возмутува крајното и неочекувано вероломство на многумина. Подобро предскажаната вистина нека ја зацврстува нашата вера. Како што некои станаа онакви за какви е предскажано, така останатите браќа нека се чуваат од нив, зашто и за нив е предскажано во Господовите поуки. Но вие чувајте се, ете се однапред ви кажав. Евангелие по Марко, 13 глава, 23 стих. Ве молам, бегајте од таквите луѓе и како од смртна зараза, оддалечувајте ги од себе и од вашите уши нивните погубителни разговори, според кажаното во писмото. Со трње загради го имотот твој, добро заклучи ги златото и среброто, на оние што демнат плен да не им бидеш. Книга Сирах, 28 глава, 27 и 28 стих и 30 стих. Зашто лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Прво послание до Коринтјаните, 15 глава, 33 стих. Самиот Господ не поучува и не заповеда да се оддалечуваме од таквите. Оставете ги, тие се слепи водачи на слепци, а кога слепец води слепец, обата ќе паднат во јама. Евангелие по Матеј, 15 глава, 14 стих.
Наша должност е да се одвраќаме и да бегаме од секој кој се оделил од црквата, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши и дека се осудил сам себе си. Послание до Тит, 3 глава, 11 стих. Зарем е можно некој да се представува себе си дека е со Христа, ако работи против Христовите свештеници и ако се отцепува себе си од општење со неговиот клир и народ? Па, вооружувајќи се против црквата, тој се спротивставува на божествениот домострој. Тој е непријател на олтарот, бунтовник против Христовата жртва, изменувач во однос на верата, светотатник во однос на благочестивоста, непокорен слуга, син на беззаконието, злонамерен брат кој ги презрел епископите и ги оставил Божите свештеници, кој се осмелува да издзида друг олтар, составува други молитви од забранети зборови, со лажни жртвопринесувања ја осквернува вистинската жртва Господова, па дури и не сака да знае дека секој кој действува спротивно на Божјото чинополагање ќе биде казнет за безсмислената храброст според божествената промисла. Така Кореј, Датан и Авирон, кои се кренаа против свештениците Мојсей и Арон и се обидоа да го присвојат правото на жртвопринесување, во истиот момент биле подложени на казна заради својот обид. Земјата, раскинувајќи ги своите врски, отворила длабока бездна и отварајќи ја устата своја ги голтнела нив и домовите нивни, сите луѓе заедно со Кореј и добитокот нивни. И не биле само предизвикувачите поразени од Божиот гнев, туку огнот кој излегол од Господа не се задржал да не ги испепели и оние 250 мажи што беа принеле темјан и кои се соединиле со учесниците на тоа безумство. 4 книга Мојсеева, глава 16. Подсетувајќи ги и покажувајќи им на оние кои се обидувале со својата нечесна волја да ја разорнат божествената чиноположба, дека работат против Бога. Така и царот Ози, кога е зел во своите раце каделницата и спротивно на Божиот закон, си го присвоил за себе правото да жртвопринесува, не посакал да се покори и да отстапи место на свештеникот Азари, кој му забранувал такво нешто. Бил посрамен од Божиот гнев и поразен со лепра на челото. Бил обележан со навредлив знак на оној дел од телото на кој добивале знак оние кои угодуваат на Господа. Втора книга Летописи, глава 26. Исто така и синовите Ааронови, кои положиле на олтарот туѓ оган, за кој Господ не дозволил да се положува, веднаш биле изгорени пред лицето на Господа. Трета книга Мојсеева, глава 10. А нив ги подржуваат и ги следат оние, кои ги презираат Божите заповеди, се вовлекуваат во туѓи учења и воведуваат устави измислени од луѓе. Господ во своето Евангелие ги изобличува и укорува таквите луѓе говорејќи: оставајќи ја Божјата заповед, го држите преданието човечко. Евангелие по Марко, 7 глава, 8 стих. Тој престап е многу полош од оној кој го направиле паднатите за време гонењата, кои потоа се покаяле за својот престап, па го молеле Бога со задоволително покаяние. Значи тие барат црквата. Првите биле доведени до беззаконие заради неопходност, а вторите заради слободната волја. Првите направиле штета само за себе, а вторите со тоа што предизвикале ерес или раскол со измама, повлекле многумина по нив. Таму загубата е за една душа, а ваму опасноста им се заканува на многумина. Паднатиот сваќа дека сгрешил, плаче за тоа и се кае, а расколникот е горд во својот грев и се насладува со самото беззаконие, ги разделува синовите од мајките, ги присвојува овците од пастирот, ги разурнува Божите тајни, иако паднатиот сгрешил еднаш, расколникот греши секојдневно. На крајот паднатиот кој се удостоил со мачеништво, може да го стекне и ветеното царство, а расколникот дури и смртта претрпи надвор од црквата, не може да ги достигне наградите од црквата. Никој нека не се чуди, возлюбени браќа, дека некои дури и прочуени исповедници може да дојдат до тој степен, па толку нечестиво и тешко да грешат. Исповедувањето не ги ослободува од ѓаволските стапици
И секој кој живее во овој свет не поседува постојана заштита од искушенијата, опасностите, нападите и ударите од векот. Впрочем, ние никогаш потоа не видовме покрај исповедниците такви измами, безобразности и прелюби, какви кај некои луѓе гледаме сега, зашто боледуваме и жалиме. Кој било и да е исповедник, сепак тој не е ни поголем, ни подобар и не побогоугоден од Соломон. А Соломон, се додека одел по патот Господов, се дотогаш изобилувал и со благодат, стекната од Бога, а потоа кога го напуштил патот Господов, тогаш ја изгубил и благодата од Господа, како што е напишано. И Господ му воздигна на Соломона противник. Трета книга Царства, 11 глава, 14 стих. Понатаму во писмото е речено: држи што имаш, за да не го земе некој венецот твој. Откровение, 3 глава, 11 стих. Господ нема да дозволи од нас да биде одземен венецот на правдата, освен ако по неопходност, напуштајќи ја правдата, да го загубиме и венецот. Исповеданието е само пристап кон славата, а не достигнување и на венецот. Тоа не го завршува подвигот, а само претходи на достоинството. Во писмото се говори: кој претрпи до крај, ќе биде спасен. Евангелие по Матеј, 10 глава, 22 стих. Поред тоа, се што се случува пред крајот е само скалило, по кое се искачуваме на врвот од спасението, а не место каде што е достигнат самиот врв. Тој е исповедник, но по исповеданието следува и поголема опасност, зашто тука многу повеќе е надразнет непријателот. Тој е исповедник, затоа е должен и многу повеќе цврсто да се држи до Господовото Евангелие, зашто преку Евангелието ја стекнал славата од Господа. Господ говори: кому е многу дадено, многу и ќе се бара од него, и кому му е поверено повеќе, повеќе ќе се бара од него. Евангелие по Лука, 12 глава, 48 стих. Никој нека не загинува преку примерот на исповедниците. Од постапките на исповедниците никој нека не се поучува на неправда, гордост и вероломство. Тој исповедник, па затоа нека биде кроток и тивок, нека ги усогласува своите активности со благочестието, нека биде скромен и нарекувајќи се Христов исповедник, нека го подржава Христа, кој го исповеда. Христос говори: кој се воздига, ќе биде понизен, а кој се понизува, ќе биде воздигнат. Евангелие по Матеј, 23 глава, 12 стих. Та и самиот он е превознесен од Отецот, за да се смири себе си на земјата, бидејќи е слово, сила и премудрост на Бог Отец. Спореди со послание до Филипјаните, 2 глава, 8 и 9 стих. Како може да ја љуби гордоста оној кој и нам во својот закон ни заповедал да се смириме и самиот примел од Отецот преславно име како награда за смирението? Исповедникот е Христов само во оној случај, доколку преку него не се хули на Христовото величие и достоинство. Јазикот кој го исповеда Христа не смее да биде злоречив и зајадлив, не смее да произнесува злословија и подсмевања, не смее по фалбените зборови да испушта змиски отров против браќата и Божите свештеници. Ако пак исповедникот подоцна постане порочен и нечесен, ако своето исповедание го обесчести со однесувањето и ако го оскверни својот живот со срамни дела, ако на крајот ја остави црквата во која постанал исповедник, па раскинувајќи го сојузот на единство, предходната вера ја заменил со вероломство, тогаш таквиот не може да се залажува самиот за некакво исповедништво и дека е избран за некаква славна награда. Напротив, заради самото тоа тој заслужува уште поголема казна. Господ и Јуда го избрал во бројот на апостолите, но Јуда потоа го предал Господа. Впрочем, како што верата и цврстината на апостолите не се поколебале од тоа што Јуда предавникот се оделил од нивната заедница, така и тука достоинството и светоста на исповедниците не се намалиле од тоа што некои од нив постанале вероломни. Блажениот апостол во своите посланија говори: па што ако некои не поверувале? Зар нивното неверување ќе ја уништи Божјата вера? Никако.
да признаеме дека Бог е верен, а секој човек лажец. Послание до Римјаните, 3 глава, 3 и 4 стих. Поголемиот и подобар дел од исповедниците цврсто стојат во верата, во вистината на законот и Господовото благочиние. Не отстапуваат од црковниот мир оние кои паметат дека во црквата стекнале благодат според Божјото благоволение, па тие заслужуваат поголема пофалба за својата вера, зашто оддалечувајќи се од вероломството на оние со кои најпрво биле соединети во заедничко исповедание, избегале и од гревовната зараза. Просветени со вистинската евангелска светлина, озарени со чистата и јасна Господова светлина, тие како победници над ѓаволот во борбата со него, стануваат достојни за пофалба за зачувувањето на Христовиот мир. Јас сакам, возлюбени браќа, советувам и убедувам никој од браќата ако е можно да не загине. И мајката радувајќи се да собере во своите преградки едно тело, составено од еден согласен народ. Ако Спасителниот совет не може да ги врати на патот на спасението некој од владачите на расколот и виновниците за несогласијата, кои пребиваат во слепотија и упорно безумство, тогаш по крајна мерка, вие кои сте уловени со вашата простодушност или привлечени со измама или прелажани со било каква итрина, раскинете ги лукавите мрежи. Ослободете ги од заблудите вашите расклатени стапала и запознајте го вистинскиот пат кој води до небесата. Апостолот говори: Ви заповедам, браќе, исто така во името на нашиот Господ Исус Христос, да се двоите од секој брат кој живее неуредно, а не според преданието што го добија од нас. Второ послание до Солуњаните, 3 глава, 6 стих. И на друго место: Никој да не се лажи со празни зборови, оти поради овие иде гневот Божји врз синовите на непокорноста, и така не станувајте нивни соучесници. Послание до Ефесјаните, 5 глава, 6 и 7 стих. Потребно е да се оддалечуваме од оние кои намерно грешат. Должни сме дури и да бегаме од нив, за ако некој се пристоедини кон оние кои живеат неуредно и одат со нив по патот на заблудите и пороците, да не оттргне и нас од вистинскиот пат, па да постанеме и ние виновници во истиот грев. Бог е еден, еден е и Христос, една и неговата црква, и верата е една, и народот е еден, собран во единството на телото преку сојузот на согласност. Единството не треба да се дроби, а исто така не треба да се дроби и едното тело преку раскинувањето на сојузот. Не треба да се раскинува на парчиња со внатрешни поделби. Се што се отцепило од изворот на животот не може да живее со загубената спасителна суштина и да има засебен живот. Светиот Дух советувајќи не говори: Сака ли човек да живее и да види добри денови, нека си го воздржува јазикот од зло и устата своја од лаги, нека се клони од зло и нека прави добро, да бара мир и да врви по него. Псалм 33, 12 и 14 стих. Синот на мирот должен е да го посакува и да го бара мирот, а оној кој го познал и го возлюбил сојузот на љубовта, должен е да го воздржува својот јазик од злобниот раскол. Господ, приближувајќи се веќе кон страдањата, меѓу останатите своји поуки и спасителни зборови, ни го предал и следното: Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Евангелие по Јован, 14 глава, 27 стих. Ете какво наследство ни подарил Христос. Во чувањето на мирот он ги собрал сите награди и дарови на своите ветувања. И така, ако ние сме Христови следбеници, тогаш должни сме да пребиваме во Христовиот мир. Ако сме ние Божи синови, тогаш должни сме да бидеме миротворци. Блажени се, говори он, миротворците, зашто тие ке се наречат синови Божии. Евангелие по Матеј, 5 глава, 9 стих. На Божите синови им прилега да бидат миротворци со кротки срца, смирени во зборовите, согласни со взаемната расположеност, верно поврзани еден со друг во сојузот на еднодушност. Таква еднодушност имало и кај апостолите, и првите христијани, запазувајќи ги Господовите заповеди, цврсто се држале до взаемната љубов.
Тоа го потврдува и Божественото писмо кое говори: а народот што поверува имаше едно срце и една душа. Дела на светите апостоли 4 глава 32 стих. И на друго место: тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење со некои жени и со Марија, мајката на Исуса и со браќата негови. Дела на светите апостоли 1 глава 14 стих. Затоа нивната молитва била вистинска и можеле да се надеваат да добијат се што просат од милосрдниот Господ. А во нас и еднодушноста осиромашила, и штедроста во давањето се намалила. Тогаш ги продавале и домовите и селата, зидајќи си за себе сокровишта на небото, и парите кои ги земале им ги давале на апостолите за да ги раздадат на сиромасите. А ние денес не оделуваме ни десетина од она што го имаме, и кога Господ ни наредува да ги подадеме, ние уште повеќе збираме и умножуваме. Така и во нас е осиромашила и силата на верата. Така се намалила и силата кај верните. Заради тоа и Господ, предвидувајќи ги нашите времења во своето Евангелие, говори: Синот човечки кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Евангелие по Лука 18 глава 8 стих. Ние гледаме дека предскажаното веќе се случува. Во нас нема никаква вера, ни во Божјиот страв, ни во законот на правдата, ни во љубовта, ниту пак во делата. Никој со страв за иднината не помислува за Господовиот ден и за Божјиот гнев. Никој не зборува за казните кои ќе дојдат над неверниците, како и за вечните маки предназначени за вероломните. Нашата совест би се исплашила од сето тоа, ако во тоа поверува, а бидејќи таа не верува, затоа и не се плаши. Ако поверува, таа ќе внимава на себе, па внимавајќи би ги избегнала опасностите. Да се потикнеме, возлюбени браќа, колку можеме повеќе во чувањето на Господовите заповеди и отфрлувајќи го сонот на претходната мрзливост, да бидеме што повеќе бодри, да бидеме онакви какви што ни заповедал Господ, говорејќи: нека ви бидат бедрата стегнати и светилата запалени. Тогаш и вие ќе личите на оние луѓе што го чекаат својот Господар да се врати од свадба, за да му отворат веднаш штом дојде и почука. Блажени се оние слуги што ќе ги затече Господарот будни. Така, нам ни прилега да бидеме стегнати, за да не затекне денот на расплетот во тешкоти и неподготвеност. Да засветли и да се просвети во добрите дела нашата светлина, која ќе не изведе нас од темнината на овој век кон светот со вечна слава. Да го очекуваме со постојана грижливост и предпазливост ненадејното доаѓање на Господа, па кога Он ќе затропа, нашата вера да прими награда од Бога за својата храброст. Ако ние ги сочуваме тие наредби, ако ги запазуваме тие поуки и заповеди, тогаш никако нема да бидеме неочекувано затекнати и заспани со ѓаволската прелест и како храбри слуги заедно ќе соцарствуваме со Христос, Владиката.